In 5, 4, 3, 2, 1. Добар ден, јас сум Александар Ивановски, член на медицинскиот клуб во нашето училиште Таки Даскала. Ми е чест што сте дел од овај подкаст. Тука со нас е претседателот на Сдруженијето за млади, Урбано гнездо. Денеска ви сакала да ве прашам неколку прашања со цел да ве запознаеме вас повеќе и вашата организација. Пред се, сакам да ми кажете за почетоците на вашата кариера и основањето на организацијата. Здраво и на вас, фала ви на поканата како прво. Почетоците се, би рекол, нашата, да речем, рурална средина. Имаше потреба од некакво тело кое што ќе ги застапува младиве на некој институционално ниво. Името е доста интересно спрема мене. И самото лого ни е така вклучено. Урбано затоа што целиме кон една урбана средина, а гнездо затоа што нашата општина во целина е една од општина што има најмногу штркови, што доаѓаат од југ кај нас. Така да како ние имаме со нив, да речам, ги очекуваме и носа пролет, па да заминуваат на есен некако заедно како да живееш со нив. Така да имаме голем почит кон нив и затоа и го вклучиме во логото на организацијата и во името. Почетоците мои, би рекол, беа конкретно кога јас се водам по тоа дека ако сака некој да промени нешто во своето живеалиште, да биде активен, мора да излезе од онаа комфорт зона што денеска сите млади имаме, онака монотонија, излези кафе или не превземе и ништо, или што ќе биде ако пробам нешто да сменам. Јас излегов од тој круг и доста млади мои другари и познаници, и така и се основа и така и работиме и до ден денес. Интересна приказна за вашата кариера, интересно име, кој зад него стои на невообичаена приказна. Би сакала ве прашам каде можат младите да се упатат со цел да ги реализираат своите идеи, за да може да се подобри градот, општините и општо целата држава. Во целина младите мислам дека денеска многу поголемо значење имаат, како за општинско, така на ниво на држава. Мислам дека имаат многу можности, би рекол и кај нас има доста можности за работа од дома, за се што сакаат да успеат нештото. Имаат помош од општина или на државно ниво, ако сака да отвори некој сопствен бизнис. Така да тој што сака во нешто да успее, ако има ентузијазам, ако има желба, ќе има и просперитет и ќе има и ние за истото. Да, така. Што треба да направите, посебно вие како општина и цела држава, за да ги задржат младите да останат тука? Доста интересно прашање. Мислам дека цел Балкан се соочува со исто прашање. Како и нашава држава, нашата општина не е исклучок од таа наречена бела чума. Што може да направи општината? Мислам дека општината мора да почне, ако сака да биде просперитетна, да има иднина, да не биде општина само со пензионери, да почне да ги вклучува само во донесување на одлуки младите. Дали преку анкети, дали преку младински совет, дали некое тело кое што ќе има механизми, инструменти, да кажи што сакаат младите, кои се нивните потреби, кои се нивните проблеми и како да се реши нештото. Мислам дека тоа е еден чекор и причина плюс за младите за да се избегне тоа, да речем, популарно во моментов иселување. Да. Како мислите вие дека треба да се подобри културно-забавниот живот? Конкретно во мојата општина, мислам дека се подобруваме доста на тоа поле. Ние како општина имаме доста, да речем, богат ноќен живот. Имаме 3-4 кафичи, имаме нон-стоп звезди на нашава држава, од соседниве држави исто често. Може би фалат некои културно-уметнички манифестации кои што ќе помогнат за онај, да речам, автохтон општински начин на живење или начин на действување во општината. Ние минатата година имаме прилично познат во Пелагонискиот регион, еднодневен фестивал на пиперката е наречен,
каде што имаше прилично доста посетеност, ни беше Александра Јаневска, Игор Џамбазов беше водител, така што имаше многу добар фидбек од нашето население, па и од околу, би рекол. Да. Мило ми е и сега едно прашање така посебно за вас, дали може да ми наброите 5 интересни факти за вас? Интересно. Сакам технологија, иако имам студирано историја, некако во контрадикторно сиди тоа сето. Сакам да гледам филмови, сакам спорт, играње видеоигри, така да се што е интересно, што може да дава внимание го припратувам тоа нешто. Да, супер. Тие беа моите прашања, ви благодарам што одговоривте, ви благодарам што бевте на овој подкаст, ми беше чест, фала ви вас. Фала ви вас и поздрав до слушателите.